Нареден е Конески. Неговата преведувачка поетика може да се лоцира и теорија, впрочем, може да се лоцира на повеќе места. За среќа имаме повеќе оставени материјали, што како есеи, што како да речеме поединечни излагања во разни пригоди, каде што се зборува за преведувањето. Тој бил акутно свесен за ситуацијата во која што македонскиот јазик се наоѓал во непосредно по Втората светска војна и затоа и веројатно ја препознал потребата преведувачката дејност да биде ковачницата во која што ќе се кове лексиката на македонскиот јазик. Нашата оригинална проза изнесува 200-300 страници. Ова е изјава дадена тука некаде на почетокот во списанието Нов ден. А пак веќе денеска вели ние можеме со илјадници страници да ги броиме страниците на преводната проза. Јасно е дека нашиот јазик се кове најмногу во таа ковачница. Значи, книжевниот аутпут многу надвагнувал во полза на преводот, а малку се пишувало оригинална поезија, проза и така натаму. Не дека не се пишувало, меѓутоа соодносот бил несразмерно поголем. Па затоа тој смета дека преведувањето треба да биде таа дејност во која што ќе се кове лексиката на македонскиот јазик. Во еден друг есеј пак ги напаѓа преведувачите, тоа е исто во оваа фаза од Нов ден, особено оние, да речеме, настроени за само да сработат нешто за пари и на едно место ги споредува и со гасеници во зелена градина, замислувајќи си го јазикот како лошиот превод е закана, вели. Тој Конески ги нарекува нечесните преведувачи зелени гасеници во нашата литературна градина, а исто така има и осуда против преведувачите печалбари кои гледаат работата како механичко производство. Потребна е, тој вели, будна критика, зашто ниту еден важен превод не смее да помине без стручна валоризација. Свеста постои, меѓутоа дали може ова да се оствари? Ние сме свесни дека и денеска има колеги, па и студенти, па и други што се изјасниле дека релативно слаба е, ако не и некогаш и непостоечка книжевната критика што таргетира преводи. Преводната критика. Може да се најдат и поединечни проблесоци, меѓутоа некако веројатно сме далеку од некоја систематизирана критика. Во тој поглед можеби добри се иницијативите за второ мислење, за стручно мислење, за оценка од колега и така натаму, но еве гледате пред 80 години, близу 80 години, значи, ситуацијата не била многу поразлична, само што имале малку поразлични, да речеме, општествени околности. Влијание на преведувачката теорија кај Конески секако ќе биде теоријата на актуализација и очудување, позајмена од руската формалистичка школа. И оваа теорија, впрочем, произлегува од неговата теорија за откривање на песната, која што исто така би требало да ни е позната од неговите есеи. Тој постојано низ есеите зборува за бришење на прашината и освежување на зборот и истргнување на јазикот од рутината за да прозвучи на нов и неочекуван јазик. Тоа е на некој начин очудувањето на јазикот или актуализацијата за која што ќе видиме дека и други автори овдека зборуваат и се провлекува како нишка во нивните теоретски согледби, па да речеме, речиси и до денес. Ке се најде и, освен кај Конески, ке се најде и кај Ѓузел, ке се најде и кај Михајловски, исто така, во малку модифицирана, меѓутоа пак останува формализмот руски како подложка и таму. Поезијата ја брише прашината од зборовите, синтагмите и речениците и го прави постојано свеж јазичниот пејсаж. Сега,
улогата на преведувачот што Конески му ја припишува е многу блиска по убедливост на авторската. Тој во својата авторска теорија за откривање на песната го лоцира авторот тоест песната ја лоцира во една тријада од традицијата, колективот и авторот. Традицијата представува една жива меморија и рамка која поставува граници. Колективот функционира како да речеме коректив или валидатор, оценувач на тој јазичен материјал кој што може да каже дали известна нова творба е или не е во складот со преданието, со традицијата на тој јазик, а авторот се појавува како поединец со изострен слух, кој што ги комбинира идеите во фокус. Имаше и Езра Паунд една слична констатација за авторот како антена на народот, бидејќи тој е како почувствителен, неговата зголемена чувствителност функционира како агрегатор на материјалот од традицијата, па преку својата поетска, значи преку својот поетски ангажман може да се облагороди таа традиција наново. И тука пак може да се зборува и за теоријата на Елиот за традицијата и поединечниот талент и така натаму на индивидуалниот автор. И тука е исто неговата споредба со на творењето со иконата, која што иконописецот не ја слика сам, туку тоа се случува низ него. Пак авторот има некоја действителна активна улога. Ликот како да постои во иконата, од искона во иконската штица, а иконописецот само го открива ликот. Значи, преведувачот по аналогија на ова би требало да е некаков медиум низ кој што материјалот поминува, го наоѓа, значи, нуклеусот, природната форма во јазикот и потоа му дава свој коментар, рамка, опков за да блесне како бесценет камен. И тука, значи, пак го поставувам Конески со некои допирни точки што сум нашол со тезите на Хумболт за преведувањето, меѓутоа останува неговата теза главна дека за поезија еквивалент може да биде само поезија. По аналогија, за преводот, поетскиот превод треба да биде навистина поезија за да ги доживее читателот истите авторски и естетски и сензибилитетски, да речеме, јаки точки на песната, онака како што тие биле доживеани за прв пат на оригиналниот јазик. Па според тоа, кај Конески, ако авторот гради здание на слободен простор, преведувачот врши адаптација на веќе постоечко здание. А ако авторот поставува слободни сопствени темели и правила, преведувачот е врзан, нели, за некои поставени маси и блокови, меѓутоа секогаш има простор за нешто да се иновира. Ако авторот по аналогија има неограничен избор на форми, преведувачот често пати многу помако отрпна работа од пишувањето на оригиналниот текст. И стигаме до една изјава на Конески за творечкото изневерување. Тој вели, една мера на изневерување, но во творечка смисла е потребна и неизбежна ако треба во друга јазична материја да се продолжи зрачењето на уметничкиот текст. На овој начин тој го рехабилитира преведувачот. Преведувачот не е предавник во онаа строга смисла на традиторе, туку човек полн со симпатија, кој свесно жртвува едни формални детали за сметка на други, за да му обезбеди широк простор за дејствување на делото, на преводот. Тука допрев малку на некои допирни точки, исто така, бидејќи открив дека, освен што Конески преведувал од Хајне поезија, исто така и Паунд има преводи извадени од направени од Хајне и имаше некои интересни согледби, меѓутоа, бидејќи имаме ограничено време, може тоа да се погледне ако сте заинтересирани во некоја друга прилика или во мојата книга.
Па според тоа, рековме, може и тука да го заокружиме Конески, неговиот модел би го сумирале во овие рамки на ковање на стандардниот јазик, градење некоја национална свест за јазикот, методот од формалистите за актуализација, бришење на прашина од зборовите и очудување на јазикот, но и творечко изневерување во самиот процес на преведувањето и жртвување на словото за да преживее поетскиот еквивалент. Следува зреење на националната литература преку впиениот капитал од странското книжевно дело што било преведено на македонски. Добриот превод не е доказ само за вештината на преведувачот, тој е конечниот доказ за зрелоста, опсегот и капацитетот на самиот јазик на кој е преведено. Па според тоа, преведувачот е човек полн со симпатија спрема туѓото литературно дело, зашто без него нема вистинска љубов не само спрема делата на туѓите литератури, туку и спрема делата на својата литература. Ова може да ни согледбава е на неколку нивоа полезна и за студентите, некогаш им велам, ќе преведувате, ако сакате да преведувате добро, научите си го јазикот на кој што преведувате, зашто џабе ако го разберете одлично оригиналот, кога не можете да го преточите или да го прелеете или да го срочите, она што таму сте го нашле во вашиот превод.